Нашата соба за дискусија е дислоцирана денеска од Штип од Универзитетот Гоце Делчев во Гевгелија, каде што одлучивме да реализираме една емисија посветена на младите, но од аспект на тоа колку младите сакаат да останат во Македонија, колку за жал првата желба им е да заминат и каква е перспективата на младите. Одлучивме да биде тоа во Гевгелија поради нашиот кампус овде во Гевгелија, но и поради тоа што е карактеристично место од аспект на тоа дека на некој начин, за разлика од некои други градови, е ограничена можноста, ограничени се можностите на младите за тоа каде би ја гледале својата иднина, од аспект на пограничен град, од аспект на тоа дека имаме многу казина и хотели и младите немаат баш преголем избор. Ке има во емисијата и млади деца кои што ќе покажат дека и кога нема избор, пак има избор, па започнале нешто да работат, а сметам дека овие теми ќе ги разработиме добро со нашите гости кои што ги избравме да бидат овде. Ги имаме заедно со нас во денешнава емисија во соба за дискусија Тони Аврамов, професор по македонски јазик во гимназијата Јосиф Јосифовски во Гевгелија. Добре дојдовте, професоре. Потоа Тијана Ристовска, ученик во таа гимназија, 4-та година, но и уште поважно застапник за правата на децата и младите во југоисточниот регион, го представува УНЕСКО. Добре дојде, Тијана, и за тебе, и активист младински секако, и Бошко Софијанов, кој што е од Центарот за поддршка на невладините организации, невладиниот сектор, кој што според нас во секој случај уште како се важни, бидејќи преку невладиниот сектор во држава доаѓаат средства за многу проекти, а треба да бидат насочени за младите. Добре дојде и за тебе, Бошко. Ви благодарам што еве издвоите време да поразговараме на оваа тема и мислам дека ќе започнеме од професорот Аврамов не затоа што е највозрасен овде после мене се разбира, но затоа што поминале многу генерации, професоре, сте поминале со многу генерации млади ученици кои што ги предавате после на високообразовниот систем. Ги гледате ли сега кај се тие деца и задоволни сте од тоа што еве тие го постигнуваат во животот? Прво, благодарност за вашата покана. Мислам дека сум презадоволен од моите ученици и од она што го постигнале во своите животи. Јас сум 25 години професор по македонски јазик и литература, токму во оваа институција која што вие кажавте, Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Меѓутоа, морам да констатирам еден податок кој што, затоа што вие ме испровоциравте малку со вашето прашање, еден податок кој што самиот си го анализирам со текот на овие години. Моите можеби најквалитетни ученици мислам дека работат некаде во странство. Не мислам, туку знам. Значи некои дури стигнаа и до НАСА во Америка, некои се во западноевропските земји, но нормално, нели, еден голем дел, затоа што тоа се генерации и генерации кои што сум ги поминал, работат тука некаде во Македонија, поточно во Скопје. И нормално Гевгелија како Гевгелија затоа што им е роден град, но сепак за жал оваа констатација нема, како што кажав, да звучи убаво, но оние поквалитетните, подобрите ученици се некаде надвор од земјава. Од една страна да сте горди што постигнале нешто во животот, да се задоволни за нив, од друга да ви е едноставно жал што не се овде да придонесуваат таму затоа што сум ги знаел како ученици какви се, затоа што сум ги следел, затоа што заедно со нив сум постигнал резултати и јас. Значи и тие ми помогнале во мојот успех во животот, како наставник, можеби како ментор на некои надпревари, и сега веќе не се тука, значи се надвор од нашата земја. Како професор, каде е моментот според вас во нашите услови во нашата држава се знае дека се на некој начин не се баш најнормални, да може човек да постигне се со својот труд, многу зависи од други околности. Вие може да имате најдобри намери, да не можете да ги реализирате. Меѓутоа во така некои подобри услови, каде би бил во моментот во тоа средно образование каде што можете да им помогнете да ја видат својата перспектива? Па не би сакал да се свати како фалба на сегашните настани кои што се случуваат во средното образование, поточно во средното стручно образование, како фалба за Министерството. Меѓутоа, јас бев сведок од минатата година дека се воведе дуалното образование во Републиката, иако повеќе години како пилот програма беше спроведувана, сега веќе малку поинтензивно, и ние како училиште исто така го прифативме дуалното образование. Тоа значи дека децата, односно учениците кои што доаѓаат во тоа средно стручно образование ќе можат, освен теоретската настава, својата
својата пракса да ја изведуваат по стопански субјекти, односно јавни институции и така натаму. Мислам дека малку повеќе кон ова треба да се насочи нашата држава заради задржување на квалитетните кадри, затоа што ако продолжи дуалното образование и таа идеја која што ја наметна Министерството за образование и наука, сметам дека и самите институции, самите стопански субјекти ќе ги примамуваат во наводници или на некој начин нашите квалитетни ученици и ќе ги задржуваат тука. Затоа што барем и јас имав можност со голем дел од стопанските субјекти со кои што нашето училиште случи меморандуми за соработка и договори, самите тие кажуваат дека им требаат кадри, им требаат квалитетни деца кои што тие самите ќе ги обучуваат, освен нели ние што ќе завршуваме теоретската настава, тие со својата пракса во нивните објекти ќе ги учат и ќе ги надоградуваат учениците, па дури беа расположени за стипендирање на квалитетните ученици. Тоа значи дека сепак има можности да колку правилно се насочат состојбите во образовниот систем, како што рековте, дуалното образование во воведување, позитивен пример и соработката со бизнис секторот. Да, не би кажал дека ова само мое субјективно размислување, затоа што многу го проучував минатата година дуалното образование и сметам дека на таков начин можеби малку повеќе ќе ги заинтересираме и нашите ученици да се вработуваат во нашите објекти, затоа што тука со таквиот начин на работа, со таквото учење на некој начин претходно, ќе им се обезбеди иднината. Но за жал не знам колку тоа влегува веќе во нашата подсвест или не влегува, колку размислуваме. Мислам барем со моите контакти што ги имам и со колегите, се уште не се прима тоа така едноставно, како што јас сум го примил на почетокот со почнувањето на дуалното образование. Но пак ќе кажам, тоа е мое размислување, лично размислување, не знам, можеби сум грешка, можеби не. Времето ќе покаже. Во секој случај искуството кое што ги имате 25 години работи со деца е тоа што ви го дава размислувањето и добре да го слушнеме. Иако е, рековте, ваше лично и ги бараме личните размислувања, бидејќи кога ќе собереме се личните размислувања на сите создаваат еден сегмент кој што заедно треба да не води напред. Да одиме сега и ќе се вратиме подоцна и со вас, професор, откако во меѓувреме ќе слушнеме и деканката на Факултетот за туризам и бизнис логистика, но претходно и со останатите наши гости. Тијана Ристовска, рековме средношколец на крајот на своето средно образование, но за мене уште побитно на тие години, застапник за правата на младите и децата во југоисточниот регион. Што значи тоа? Што работи Тијана од тој аспект? Пред се, јас да кажам со оваа титула се здобив преку Младински образовен форум кој што се работува со УНИЦЕФ. Тие нудат тренинзи за млади, пред се за средношколци, преку кои што ги обучуваат и ги насочуваат младите за сите законитости, за сите права кои што децата и младите ги имаат во оваа држава, но сепак не се запознаени доволно со истите. Како например, еден дел од тоа е Конвенцијата за врсничко насилство во средните училишта и во основните училишта, со кои што младите не се запознаени. И уште многу други конвенции и закони кои што младите ги поседуваат, а сепак не ги знаат. Јас се уште посетувам тренинзи од Младински образован форум од УНИЦЕФ, исто така сум и активна во други невладени организации и неформални организации преку кои што континуирано го надградувам моето знаење од општ аспект, но пред се фокусирам на правниот дел. Заради тоа што јас како економски правен техничар во нашата гимназија планирам да го продолжам моето образование на правен факултет во Скопје. Тоа би значило дека се гледаш во правосудството во иднина, адвокатура или во судството, но во меѓувреме уште престои завршување на факултет и гледање на својата иднина. Меѓу твоите врсници, какво е размислувањето за перспективите, бидејќи рековме за жал голем дел иднината гледаат во странство, голем дел смета дека немаат перспектива во локалната средина, па дури и на национално ниво. И зошто е тоа така? Да, се согласувам со истото. Мислам дека едно од огромните фактори кои што влијае на перспективите на младите за во иднина се на прво место образованието и неформалната едукација. Мислам дека мене лично тие ми помогнаа многу да го сменам моето мислење дека нема иднина во оваа држава, но сепак оние кои што не стапиле во контакт со неформално образование, нивната иднина не ја гледаат во оваа држава, заради тоа што не сите имаме исти квалификации, не сите имаме исти амбиции за во иднина, не сите се гледаме во иста позиција во иднина и затоа голем дел од нив себе си се гледаат во некоја друга држава каде што би имале повеќе услови
и каде што нивниот глас како млади би бил повеќе слушнат. Ние како град кој што се наоѓа на самата граница со Грција, немаме некои работни можности кои што не опфаќаат, еве да кажем, туризам и угостителство. Поголем дел од младите, на пример преку летниот период, својот џепарлак го ваѓаат преку работење како келнери или како вработени лица во казина, заради тоа што сепак Гевгелија е позната како македонскиот Лас Вегас, каде што сме едноставно обколени и обкружени со... Изборот е тој. Да, тоа е единствениот избор на финансии од страна на младите, казината, туристичките објекти. И таму е иднината, меѓутоа некој кој што ќе посака нешто повеќе да побара, во која насока може да размислува? Иницијативата од каде може да дојде? Како младински активист, еве, што мислиш? Јас како што реков порано, идејата и инспирацијата за подобар живот на младите доаѓа од самата едукација. Заради тоа што доколку не си доволно едуциран и информиран за своите права и за своите можности, секако дека ќе ја гледаш својата иднина на друго место. Така. Јас верувам дека нашата држава има можности за младите, но сепак не е доволно развиен тој систем на информирање на младите. Тие се недоволно информирани за сите невладени организации, за сите тие извори на работни можности, на едукативни можности кои што тие би можеле да ги имаат доколку бидат доволно информирани. Ќе се вратиме и подоцна во уште еден сегмент од разговорите. Сега одиме и со Бошко Софијанов, кој што е од Центарот за поддршка на невладиниот сектор, кој што, како што веќе реков, забележав, например, на невладината Мултус во Гевгелија, дека имаше проекти за социјално предприемништво и слично. Реков јас дека навистина голем дел од средствата во ваква насока доаѓаат практично преку грантови од странство. Која е улогата на Центарот за поддршка на граѓанскиот сектор? Што според вас граѓанскиот сектор, невладините организации можат да сработат за да им помогнат на младите во вакво време во кое што за жал тие навистина се соочени со многу потесен избори, навистина понекогаш човек и да рече да ги разбере што сакаат да бегаат од држава. Иако тоа не звучи убаво. Благодарам на поканата. Да, значи релативно во Гевгелија граѓанскиот сектор е на некое ниво, како што може да кажам, не е на толку развиено. Јас работам вклучен сум во граѓанскиот сектор од 2013 година и претежно да ми е работата на младинскиот активизам, младински информирање, младински иницијативи. И организацијата од која што доаѓам, проектите ги темели односно програмите кои што ги спроведува се однесуваат на граѓанското општество, на поттикнување на младински активизам и локална демократија. Тука самата организација, односно тоа ни е работата, нели, да ги поттикнуваме и да ги поддржиме самите млади, да им се овозможи, нели, одредена можност. Функционираше и функционира и уште како дел од нашата организација Младинскиот клуб, кој што спроведуваше има спроведено неколку иницијативи. Исто така тие иницијативи поддржани од домашни донатори и од странски. Претежно иницијативите беа за вклученост на младите на локално ниво, односно во донесување на одлуки, за средношколско организирање, како и мониторирање на одредени младински политики. Последно, значи, кој што беше вклучен на нашата организација, беше мониторинг на кој што е доста актуелно сега, законот за млади младински политики, кој што е како што беа вклучени тука и присутната и Тијана, беа вклучени во активностите и се во тој проект беме вклучени како организација која што правеше мониторинг локално во југоисточниот регион, односно се мониторира општините од Гевгелија, Валандово, Струмица, Каунче и Радовиш. Значи, ги опфаќа мониторинг план кој што се концентрираше на нивните политики конкретно со млади. Во прашањето во смисла тука
што нуди, значи во однос на тоа, значи сепак потребно е многу да се работи со тоа да им се овозможи простор, односно можности и поддршка на младите, но конкретно сега целата е да се отворат и младинските центри, кои ќе се битни како за самиот развој на младите и нивните можности, па така и нашата организација, односно Центар за поддршка работи на таа цел, односно и организиравме и трибини во врска со отворањето на младинските центри. Значи поголем дел на нашиот се концентрира на инициирање на одредени инициативи за проблемите кои што ги таргетираат младите на локално ниво. Да, се знае каде се проблемите, за да се знае каде да се Да, инаку конкретно соработуваме со други невладени кои што се од скоро за жал имаме невладени, ама нема толку развиеност. Мултус соработува со нас, како е грасрут организација, од скоро функционира и оно го има добиено, мислам од скоро проектот ќе почне со имплементација. Се вика Хубис, од хоби до бизнис, кој се однесува на менторирање на млади и платформа каде што ќе ги пласираат младите тие идеи. Тој проект ќе започне во тек на реализација. Кој ќе биде реализиран во Гевгелија и партнерски организации од Скопје. Интересен момент во првиот дел од вашиот одговор, практично рековте проекти насочени кон вклучување на младите во одлучувањето. Многу важна работа, генерациите се менуваат, миленијал генерација, па сега генерација Z, не знам кои буквица ќе ги употребиме, но се менуваат и навиките на младите. Колку ние размислуваме од насока на тоа дека светот станува едно глобално село и од дома можат да работат за големи светски компании, и тоа го имаме. Меѓутоа, ако размислуваме од аспект на оно што го рековте, вклучување во одлучување, колку се младите генерации заинтересирани да се вклучат во одлучувањето за оно што се прашања за нив? Бидејќи понекогаш има критики дека се на некој начин незаинтересирани, дека владае некоја летаргија. Еве за тоа ќе може да ни кажат и ти, Јана. Имаше нашата организација, беше дел од креирањето на локалната стратегија, последната локална стратегија во 2011, баш имаше такви како инпут истражувања кои што беа битни за пишувањето на стратегијата и баш ги опишуваше тие навики. До сега за жал нема направено, мислам, одредено друго истражување кој што тоа мислам беше датира пред 10 години, 2011 и баш ги опишуваше младите дека баш и толку не се заинтересирани за вклучувањето на во процес на донесување на одлуки или не се запознаени дека може да се вклучат. И сега за жал јас викам оти нема да се работи на такви проблеми, да се прашат младите што навистина им треба и затоа потребни се истражувања. Тие истражувања треба да ги прави нека организација или во соработка со училиште или било како некој соработка проекти и битно е, значи и сега може се сменени стварно навиките и веќе имаме нели тука представи кои што стварно сакаат млади да се вклучуваат и да бидат запознаени дека стварно може да пренесуваат конкретно нели на локално ниво, да се формира дали локално собрание, односно младинскиот совет како тело кој што ги застапува младите на локално ниво и сметам дека прво треба да се работи на неговото информирање, односно општината треба да работи на информирањето и нивото вклучување, но исто и така да се креира некоја понуда на центри, дали преку училиштата кои што ќе имат, не знам, некакви клубови кои што ќе некакво организирање да постои на младите, бидејќи така се остана стихињо да се снаоѓаат сами младите или не сакајќи да им дојде некоја информација која што ќе им каже еве тука вие може да бидете вклучени или за вас е ова битно. Значи треба да се работи, значи цело време викам дека не сакам да ги навредам младите дека се летаргични, да сакаат да седат дома или не знам ги интересира само не знам некој лесна пара или бизнес, туку
А тоа не е нивна вина, туку вина е на средината, односно на заедницата на општината. Секако дека они кои што одлучуваат и ги прават условите кои што живееме, го создаваат таа средина која што создава такви млади. Не можеме, и во право сте, најмалку се треба да ги обвиниме младите за тоа како е. Но еве пример Тијана како активист кој што се интересира за донесувањето на одлуките. На колку се ретки таквите примери, кои е твоето мислење токму за ова? Колку сакаат да се вклучат во донесување на одлуки? Јас мислам дека моментално моите генерации, еве да земам како таргет група средношколците, покажуваат огромно ниво на пасивност. Мислам дека цело тоа е резултат на пандемијата и на изгубениот период во изолација, но сепак сметам дека тоа не треба да ни биде проблем за да целиме напред. Мислам дека воопшто не е битна теоријата за тоа кои се можностите на младите, туку е битна праксата. Во пракса младите во нашата општина немаат никакви можности, немаат никакви активности во кои што би можеле да бидат инволвирани и да го дадат својот општински придонес. Јас сум исто така дел од иницијативниот одбор на општина Гевгелија во врска со Законот за младинско учество и младински политики. Ние објавивме повик за организации, за индивидуалци кои би сакале да бидат дел од собранието на млади, преку кој што ние на општинско ниво ќе действуваме за да се зголеми нивото на младинска инволвираност во општествените проблеми, исто така младите да имаат повеќе шанси да бидат активни, да бидат вклучени во најразлични едукативни, неформално едукативни активности, каде што ќе можат да го надградат своето знаење за различни теми, исто така да се забавуваат и да се изградат на персонално ниво. Така, ќе се вратиме пак, сега ќе го видиме она што има да ни го каже деканката на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Потоа пример на две млади деца од Гевгелија кои што започнале нешто да работат и се обидуваат самите да заработуваат за себе, докажувајќи дека има начин кога се сака да се работи, па се враќаме со завршниот дел во кој што ќе проговориме малку и за тоа зошто, например, политичките партии полесно ги анимираат младите, отколку сите ние други останати. Полесен ли ми е патот, поголеми ли се ветувањата, не знам. Одеме со најавеното, па се враќаме. Факултетот за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија и дисперзии во Штип и Скопје, како дел од Универзитетот Гоце Делчев има посебна национална одговорност во сферата на едукацијата, научните истражувања, а секако и промоција на европските вредности во изградбата на општеството втемелено на знаење. На тој начин факултетот носи голема одговорност, бидејќи секој млад човек со изборот на своето образование на академски студии сака да оствари еден сон, можеби тој најважниот во неговиот живот, а тој по завршувањето на своите студии да го најде соодветното место на пазарот на труд и да биде соодветно платен. Како факултет, нашата задача е да обезбедиме простор за вакво размислување и креативност во истражувањата и наставата, се со цел зголемување на економската способност и социјалниот просперитет. Факултетот, вработените, но сакам да истакнам и студентите на нашиот факултет ја преземаат таа општествена одговорност, но и се карактеризираат со нивната отвореност и желба да сакаат да направат и ја прават разликата. Во оваа насока можам да кажам дека чекориме со силен жар кој успешно го поврзе и усогласи високото образование со современите барања на економијата и општеството, држејќи чекор со сите важни достигнувања, и во оваа насока склучивме и ќе склучуваме меморандуми со многу важни институции и компании во нашата земја. Каде ја гледам важноста на овие меморандуми? Важноста се согледува токму од трасирањето на патеката на здружување на силите на образованието, индустријата и економијата. Токму ова е клучот да градиме цврст, сигурен пат за нашите млади и за нашата иднина. Во оваа насока соработките кои ги остваривме со бизнис секторот овозможуваат размена на знаења, размена на информации, истражувања, анализи и стручни дебати кои се во интерес на двете страни, но клучно е дека ова е промоција на можноста студентите да реализираат пракса во рамките на компаниите и институциите со кои се склучени овие меморандуми за соработка, а потоа, како дипломирани нели, да се вработуваат во
истите тие. И ова секако е дел од нашата историја, ова не е нешто ново, ова е нашето секојдневие како факултет, така што нашите студенти остваруваат успешни меѓународни пракси, а нивните вештини се брзо препознати од страна на работодавачите. Чест ми е да кажам дека нашите студенти изведуваа пракси надвор од границите на нашата земја, особено во делот на туризмот и угостителството, но пандемијата за жал го направи своето, иако силно верувам дека ќе се вратиме посилни од претходни и спремни за нови предизвици и освојувања. Горда сум бидејќи подпишаните меморандуми и можностите за пракса, дури во дисперзиите и помалите средини, покажаа силни резултати од успех на тоа што за многу студенти ова беше можност за вработување. Јас ја имам таа привилегија во моментот да сум директен иницијатор за вмрежувањето, да ги наблюдувам овие процеси и ќе ви кажам дека нашите дипломирани студенти ги среќаваме како основачи на компании кои се веќе познати брендови низ земјите на Западен Балкан, студенти кои што ги среќаваме во јавната администрација, дипломирани студенти кои се на менаџерски позиции во компании низ индустријските зони, банки, менаџери на хотели, собственици на угостителски објекти, студенти кои што, односно дипломирани студенти кои што се во делот на царината, собственици на шпедиции, дипломци кои што се проактивни низ низа здружени и странски програми и проекти, но верувајте и на раководни места надвор од Македонија. Ќе ги спомнам последните активни случувања, тоа се ангажирањето на најдобрите студенти во банките низ територијата на нашата земја, што е опција отворена за сите студенти, како и платината 3-месечна пракса на нашите студенти во ТИРС. Во овој момент се прави селекција за вработување, повторно зборуваме за можности каде што се отворени за сите наши студенти. Ова е уште еден доказ дека создавањето можности за студентите се главен приоритет на нас како факултет и истовремено ја градиме оваа колективна визија од која што де факто зависи иднината на сите нас. Сметам дека водењето отворена комуникација со сите стожери ни даде сигнал кои се потребите на пазарот, а согласно тие потреби ние пак креиравме нови студиски програми и сето ова подлежеше на истражувања на образованието, но и на факултетите во странство кои што се сродни на нас. Ваквите активности и дадените можности за вработување увидовме дека ги прави младите многу поамбициозни во згрбчувањето на истите, посебно даде можности за младите студенти кои образованието го стекнуваат во помалите места каде имаме дисперзирани студии. Затоа ќе резимирам со одговор на вашето последно прашање, тоа е дека сите ние сме подеднакво важни и сме подеднакво одговорни секој во својот домен да придонесе да креираме идеи од кои ќе произлезат предлози за ангажирање на младата сила навсекаде низ Македонија и сето тоа во насока на зголемување на продуктивност. Затоа велам дека Факултетот за туризам и бизнис логистика и неговите дисперсии имаат длабоко влијание врз економијата, врз јавната политика, врз лидерството и сите млади заслужуваат подеднакви можности независно каде живеат во нашата земја. Во добар систем кој што е граден со квалитетен кадар, сметам дека луѓето може да водат по-безбеден, по-слободен и по-просперитетен живот и едноставно ние имаме обврска да ги правиме вистинските видови на работа на вистинските начини. Така што не ни преостанува ништо друго освен секојдневните напори кои треба да бидат насочени кон систем кој што ќе биде современ, ефикасен, лесно применлив и прифатлив и затоа образованието треба да биде стручно и пазарно ориентирано. А ова подразбира дека коморите, организациите на работодавачи, бизнес секторот, властите, сите ние треба да бидеме синергични во нашето действување и да го имаме слухот за меѓусебните потреби и да обстанеме во овој конкурентски свет за нас и за младите кои се суштината на квалитетен опстанок. Во собата за дискусија сме се уште и говориме за иднината на младите, за нивните перспективи, за снаодливоста, во време кога во цела држава постојано се говори за заминување на младите заради тоа што не може да најдат работа, заради подобри перспективи во странство. Сепак има и примери дека и овде во Македонија на одреден начин секој што сака да работи нешто во денешно време посебно, ќе се снајде и ќе работи и да остане и овде во Македонија. Имаме таков пример и денес го презентираме
снимаме, во Гевгелија сме секој и овде ја снимаме нашата денешна емисија. Имаме двајца млади луѓе, многу млади, кои што се одлучиле нешто да работат и одлучиле да не чекаат, нели, од дома да им дават пари, одлучиле да не чекаат да завршат факултети па потоа да бараат работа, туку навреме да започнат и да заработуваат. Со нас во нашето студио се Кирил Ѓуров и Ангел Ѓоргиев. Кирил и Ангел, така бевте. Да. Здраво, добро дојдовте во нашата соба за дискусија. Добро, како што реков, вие се одлучивте да не чекате од дома пари за кафе, туку да работите нешто. Еве, постар од вас двајцата е Кирил, ако не се радам, 22 години и 20 години. Па Кирил, да му дадеме предност да ни каже што е тоа што го работите вие всушност. Па вака, ние се занимаваме со 3D принт технологијата. Таа е една од поновите и поинтересни технологии, со тоа што имаме пристап до многу работи кои што не можеме да ги имаме од секојдневието, например, во Кои се тие работи кои што ги работите практично? 3D дизајн, колку што знам, работите? Да, 3D дизајн. Значи може да се изработи било што од секач за тесто до привезок, до скулптура која што ви се допаѓа, не може да имате. Први ние ги моделираме компјутерски, па после тоа ги спремаме за принт, па на крајот се тоа се изведува со 3D принтерот кој што сам го принти моделот. Ангел, колку време го работите ова двајцата заедно? Па ово го работиме година и месец дена. Една година и повеќе, значи. Што е потребно за да се работи 3D дизајн? Компјутер, што се е друго? Потребно е компјутер, Посебни програми некои? да, одредени програми за 3D технологија, Пиратски или лиценцирани? лиценцирани. Лиценцирани мора да дадат. Аха. Сега, Со- дали ова значи дека вие сте двајцата другаристи, ако ти си 2 години помлад, и како дојдовте до идеја вакво нешто да работите? Па вака, ние се знаевме и претходно, но не беме толку зближени. Па благодарение на академијата M3DS, каде што завршивме, академија и во едно курс за 3D принт, таму се зближивме уште толку. Па после тоа, откога веќе завршиме и почнавме со ова да го работиме, секојдневно се гледаме и заедно го работиме ова. Како дојде таа идеја? Од кај рековте ајде ќе одиме ќе се запишеме на академија. Завршите средно училиште и рековте не се запишуваме на факултет, одам на академија. Од каде таа идеја? Како одлучивте таму да одите? Прво мене ми беше тоа од нигде никаде. Имав другарче што е од Скопје, исто така беше запишан на интерес академијата. Се одлучив јас да се запишам таму, да не се запишам факултет, да пробам нешто ново што не е толку актуелно тука во Македонија, што може да го прошири 3D индустријата во Македонија. Откако завршив академската година, излезе ова курсот за 3D печатење, се решив и таму да се запишам, таму се запишав мојот колега сега Кирил и така седејќи на кафе тука во Гевгелија, дојдовме до таа идеја, он со таа идеја, јас со таа идеја и рековме зашто да не почнеме заедно и да направиме бум. Раширен ли е овој бизнис во Македонија меѓу младите? Ајде компании што го работат, да, меѓутоа вака поединци како вас двајца? Па не е ептен раширен, па тек почнува да се раширува, затоа што еве например ние сме во Гевгелија први, затоа што доста сме горди на тоа дека донесовме нешто што го нема и може да им помогнеме на многу луѓе, па тек почнува низ другите градови да се раширува, има уште неколку дечки што го работат истото ова. И Зашто најмногу бараат да им направите дизајн вашите клиенти? така, па на прво место најбарен се сакачите за тесто од жените кои што се занимаваат со готвење, а на второ место се привезоци, без разлика од на сервис, група или што и да ви се допаѓа од некој карактер, суперхерој или каков бил и да е надпис, тоа сето може да се направи брзо да се добие. Значи ли тоа дека најмногу поединци бара? Дали досега сте добиле понуда да речеме некоја компанија за нив да работите и сте размислували во таква насока? Па да, сме размислували за тоа, но се уште немаме го направено тој чекор. Најповеќе ни се поединци што бараат по неколку модели, има и поединци што бараат по многу повеќе модели, али се уште голема компанија со преголема нарачка не сме имале. Но добро, еве сега работите како поединци. Ако се развива цела оваа работа, дали размислувате да формирате и фирма, компанија, да се во ова да расте, бидејќи тоа ќе значи простори, ќе значи еден поинаков начин да делување, или млади сте уште за тоа да размислувате? Па размислуваме, како почнавме пред година време, почнавме само со 2 принтери, моментално имаме 4, така да не стоиме во место, се градиме полека.
Исплатливо ли е ова работење? Дали може да се заработи доволно, да не биде само тоа, еве како млади луѓе да имате доволно за да отидете на кафе или во годината на одмор, туку да кажете дека заработувате за себе како луѓе, од тоа да можете да живеете самостојно? Па како за почеток, добро се заработува за двајцата, окей, не е као да е примерен приход па да не мора да работиме друго нешто, дека почнуваме и уште не сме расширени да се основаме само на тие примања. Добро е, но како за пасивен приход, добро е. Генерално како млади луѓе, како гледате на тоа што иднината на младите еве во мал град како Гевгелија и воопшто во држава за таа тенденција сите сакаат, првата идеја им е да заминат од Македонија. Како гледате на таа тенденција, како е расположението меѓу вашите врсници? Па не мора да се замине од Македонија за да се стане некој нешто, не мора да се си оди од тука за да направиш нешто во животот, затоа што има и тука потенцијал, може да направите тука многу работи, со оглед на тоа што нема многу работи, па може да се донесе тука. Не е така се лошо, само треба да се работи многу напорно, па ќе дојде ден кога сето тоа ќе биде на вас исплатено. Во Гевгелија, например, во ваква мала средина, каде е иднината на еден млад човек? Јас знам дека тука има хотели, граничен град, хотели, казина и развиен бизнисот со стоматологија, грците доаѓаат да поправат зъби. Каде е иднината на младите? Каде се гледат еве во вашите врсници? Како размислуваат во тој аспект? Каде да бараат работа? Вие сте нашли нешто вака, другите како размислуваат од вашите контакти? Доста од младите се по казина, хотели и такви работи што ги спомнавте. И голем број бегаат од тука. Не мора да е само тоа, не е само тоа, доста е дигитализирано времето, има многу работи, односно многу бизнис каде што може да се заработи од компјутер. Не само 3D-то, него има уште епте многу други, па само треба да се сака. Сега вие себе си се рекламирате и го ширите својот бизнис по согласи на социјалните мрежи. Имате ли веќе некое лого? Дали како сте препознатливи и како гледате на вашиот бизнис во иднина? Што е вашата идеја, каде ќе се развивате? Па да, имаме лого кој што може да се види по самите мајчки, тоа е од нас направено, денот кога го формираме сето ова. Преку Инстаграм и преку Фејсбук најмногу се рекламираме, со тоа што објавуваме често постови, сториња, платени реклами и... Каде се гледате? Што во иднина со себе ова? Еве една година поминува, времето иде. Дали очекувате дека ќе одговорите на тоа што би биле зголемени барања? Сметате ли дека ова е работа која што може да биде вашата иднина? Па брзо се проширивме низ Гевгелија, сега целта ни е да се прошири, веќе се шириме низ Македонија, но да се прошириме доста доволно, доста добро, па здраве да гледаме и пошироко и надвор од границите на нашата држава. Не размислувате за промена на тоа што го работите во моментот? Не, за промена или се откажеме, во никој случај ќе го тераме до крај, докаде дојде до таму, дека на крајен ден го сакаме ова, за ова сме завршиле од мали, сакаме да го работиме, гейм дизајнот, па ова со 3D принтот и... Интересно е дека имате завршено средно училиште и академијата. Размислувате ли во насока на ваше остручување, дополнително образование и добивање во иднина? Па да, увек сме отворени за плюс едукација, учење на нови работи, како што и во текот на оваа година кога го почнавме, не знаевме буквално како да направиме еден привезок, а за краток период стигнавме до тоа ниво да цел принтер од фабрика буквално го склопиме самите ние од делови па да може да работи со тоа што секогаш сме отворени за плюс. Кога почнавте, кога отидовте на академијата во Скопје, ова ли ви беше идејата? Тука ли сакавте да стигнете барем до овој момент? И ја имавте ли сликата во себе каде ќе одите? Јас искрено не ни очекував до тука да стигне, не знам, ова ми се деси бум и тоа што не беше ова планирано. Почнавме само со академијата, дека не знаевме за ова дека ќе се деси, па како што и сите викаме, секогаш непланираното е најдобро излегува. Потоа да испадна курсот, па го завршивме и... Значи задоволни сте, со она што досега сте го направили сте задоволни? Да, задоволни сме дека за овој период со се што можевме, се што научивме и многу повеќе тоа стигнавме. Што им порачале на вашите врсници кои што размислуваат што да прават, како да размислуваат за да се најдат себе си, да најдат каде може да се реализираат? Па треба да седнат и да размислат што точно сакаат, што од мали сакаат, дали сакаат во нешто да успеат, што е тоа нешто и да размислат, па да го пронајдат и да почнат да работат. Дека на почетокот е доста тешко, како и секој почеток, па
сите планирале да се откажат, нели, но не е тоа поента, треба да одлучиш што сакаш, да почнеш со тоа и да работиш напорно. Секој си испод еден ден. И на крај како да ве пребаруваат на интернет? Како Кирил и Ангел, но и како? Како е барат? 3D.printhouse на Facebook или на Instagram, каде сакаат. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Нека биде вашата успешна приказна уште поуспешна и се надам дека ќе ве следат останатите млади и вашите врсници како добар пример. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Се враќаме пак во нашата соба за дискусија и професоре, мислам дека пред да одиме со овие изјави, може би имавте и вие да кажете нешто поврзано со тоа колку сакаат младите да се вклучат и колку треба и како да бидат вклучени во донесувањето на одлуки за нив. Ние велиме на младите останува светот, ама колку им го оставаме, тоа е прашање на вистина. За пасивноста или активноста на младите сме виновни ние возрастните. Значи, Тијана многу убаво кажа, меѓутоа и самите гледате, таа е многу убав пример за тоа како може да бидат вклучени младите и колку може да бидат вклучени младите. Ние не може да очекуваме, ако во нашето училиште, на пример, имаме 700 ученика, ние не може да очекуваме сите 700 да се вклучуваат. Се знае, значи тука една група ученици кои што ќе бидат активни на едно поле, друга на друго поле. Меѓутоа пак се враќам на она прво кажано. Ние како возрастни, како институции треба да им овозможиме. И примерот со формирањето на Младинскиот совет, затоа што јас делумно бех малку вклучен во тоа, ми кажа нешто друго. Дека ние како институции сме пасивни. А за младите да бидат активни нормално, треба ние да потикнеме ние. Ние направивме некои реклами со Тијана, со невладиниот сектор, го промовиравме Младинскиот совет, но некако тоа затајува. Значи, немаме поддршка од самите институции кои што малку повеќе ќе ги информираат младите. Тука широка е темава, не би продолжувал понатаму, значи и информираноста е многу важен сегмент. Но некако затајуваме како институции. Па се губиме веројатно во тоа секојдневие во кое што не ставаат во сите тие партиски препукувања, државата стана таква да побитни се партиите отколку се ова друго, изгледа подзабораваме, многу промени се потребни. Во она што на крај вас ви бе прашал, па потоа и Тијана и Бошко, професоре, вие со долги години искуство во средното образование, запознати се и состојбите воопшто во образованието, кој што е вечно во реформи, а нели образованието треба да ни даде подготвени кадри да излезат на пазарот. Што е тоа што според вас е клучно, каде треба да се насочат тие реформи за навистина образовниот систем да ни даде кадри кои што ќе излезат на пазарот подготвени да работат, не да не знаат што можат да работат воопшто? Така, јас секој пат сум бил поборник, меѓутоа тоа го кажав и на почетокот од овој разговор, сум поборник за стручното образование, малку повеќе да внесуваме стручни профили во образованието и така можеби малку повеќе ќе ги насочиме нашите ученици и можеби ќе ги откриеме нивните таленти. Затоа што ако гледаме години наназад што се случувало со образованието, на пример во повеќе градови, не само во Гевгелија, ние имаме изобилство од кадри кои што завршиле гимназиско образование, а многу малку кадри кои што имаат стручни квалификации, односно завршиле стручно образование. Значи, би требало да се насочи малку повеќе кон стручност. Затоа што и во тоа е еднината, иновациите се во стручноста, не се во општообразовните предмети, за жал. Иако јас потекнувам од општообразовен предмет. Но тоа значи дека полека се говори ова што го кажавте. Јас сум сведок како новинар на долги години кога се кажува дека треба да се насочуваат, ама некако тешко ни одат реформите. Зошто е така? Се менува една власт, доаѓа друга, започнуваат нови реформи, се застанува. Па во вашето прашање е одговорот, тешко ни оди, значи застануваме, се менуваат властите, се менува и концептот. Зошто? Ако сме внеле дуално образование, дајте да продолжиме со тоа. Без разлика кој е на власт, без разлика значи која гарнитура што имала во своите ветувања. Значи, ако гледаме сите дека добро е дуалното образование, зошто да не продолжиме? Значи, практично треба да има континуитет и нешто што би се рекло во образованието нема место за политика, ама за жал ја има. И тука ќе одам и со моето прашање за помладите овде, еви за Тијана и за Бошко. Како гледате вие, еве на тој момент кој што го реков јас, навистина се чини политичките партии станаа толку моќни што тие полесно доаѓаат до младите и ги анимираат. Дали е тука причината затоа што во држава на некој начин испаѓа дека без партиска книжка не може да се вработи некој, или пак се заинтересирани навистина толку младите за политика? И колку влијае тоа лошо за тоа што добиваат како знаења учениците, студентите? Јас мислам дека цело тоа влијание на политичките партии врз младите настанува уште во средното образование.
Како на пример, јас како средношколец сум сведок на тоа како политичкиот систем има влијание врз едукативниот систем. Колку и да велиме дека во теорија тие се два различни поеми, во пракса тие се меѓувлијателни и влијаат едни на други. Чист пример, политичките партии влијаат врз бирање на професори, врз бирање на директори, врз секакви промени на едукативните структури во образованието. Професори среде година и слично. Точно. Со самото тоа, политичките партии влијаат уште на младите и влијаат врз нивните перцепции за иднината, врз нивните размислување во врска со политичките партии и мислам дека тие на некој начин им го наметнуваат тоа мислење дека без политички партии не би можеле да успеете во својата држава, што според мене е многу грешно. Како млад човек, каде се гледаш ти себе си во иднина? За мене иднината е огромен поем, но можам да кажам дека во блиската иднина не се гледам како личност која што би се ограничила со политички партии. Верувам дека луѓето, пред се младите, може да успеат и без политички партии, доколку се сигурни во својата иднина. Може би токму за тебе и за Бошко е прашањето, дали овие генерации нови ќе можат Македонија да ја сменат во насока на вистина и помладите од вас во иднина да не бидат жртви на систем кој што ги остава да се мислат да заминуваат надвор, туку да едноставно да останат овде. Дали има иднина со овие млади кои што сега излегуваат, еве како Тијана, тие генерации кои што доаѓаат и помладите? Дали гледате вие, дали имате надеж дека ќе се сменат работите во држава? Па, тоа би прашањето бисто и јас би го поставил на оние што ги креираат јавните политики, оние што да се замислат на тие луѓе, бидејќи кај нас секако има кадри, односно млади кои што се, не знам, капацитети сведочат повеќе, не знам, млади кои што тоа brain drone ефектот, значи се покажува веќе години наназад и за жал, значи мора да ние патиме од тоа, односно самата работна сила кој што таа работна сила, ако се пресметува во пари, не знам, Светска банка или мислам направи некоја анализа во самите, односно изливот на младите мозоци не кошта не знам колку милиони. И тоа е многу зачудувачки факт, бидејќи тие деца, односно тие млади би го даделе тој придонес, тој придонес за развој на оваа држава. И тоа е многу битно. И сега кога го спомнуваме контекстот со политичките партии, за жал политичките партии тука нема идеологија. Например, јас би кажал, ако младите би оделе со одредена идеологија во политичките партии, би било окей. Али младите не одат во политичка партија заради идеологија, туку гледаат, не знам, како некој одскочна таска за некој биро за вработување, не знам, такво некое. Да се најде работа, независно дали ќе го задоволува таа работа. Независно, само да биде загарантирана. И затоа, значи, политичките партии, значи, немат идеологија, не знам, не сум политиколог, ама сметам дека не ја концентрираат својата програма или креирањето на јавните политики врз одредена идеологија лева, десна или центар, туку не знам, знаеме како е во Македонија, за жал, клиентелистички било како функционира, за жал. И сметаме дека секако дека треба има иднина, али треба да се направи не знам како би рекло структурна реформа, односно реформи кои што донесувачите на креирањето да бидат ефективни јавните политики, конкретно ако зборуваме за млади, дали тие млади ги вклучуваат сите политики од економија, социјала, образование, спорт и тие да се гледаат, значи, на еден подолг рок дека и мора, значи, младите да бидат поддржани. Дали од исто да се почне не само нели од национално ниво до локално ниво. Значи исто како што се битни се локалните политики и националните, значи мора да бидат поддржани, не да се концентрира исто на национално ниво тие политики, односно и можности, како пример ќе кажам, ова зборам за во Скопје, например, можностите дали за вработување за културно забавен живот и било што, туку да се овозможи и за не знам и помалите маси, конкретно еве Гевгелија ја збориме, бидејќи сега Гевгелија има нека перцепција од страна како
со нели висока стапка на Врбона како побогато место, односно за живење, али кога ќе се види дека стварно младите што всушност прават тука, освен нели понудата за работа од казини и слично, дали имаат тие млади да се, како што каже и Тијана, простори и можности, дали негде да се едуцираат. Значи, многу е битно, тука како спомнам и јас, и неформалното образование. Например, тука окей, нели формалното образование, неформалното образование е многу битна работа, преку кој исто тука ќе се вклучи невладиниот сектор и образовните институции и самите општини може да работат на полето на неформалното образование со цел да им помогнат на младите, бидејќи неформалното образование е насегде познато и тоа е доста, како да кажам, им овозможува на младите некој лесен пристап дали до нивната препознавање на нивната професија или до работување или слично. Така, на еден момент интересен и таман за крај ќе ми дојде добро што го спомена Бошко, они кои што ги носат одлугите во државава, тие го создаваат сето тоа окружување и во какви услови и младите живеат и работат. Професоре, вие сте 25 години, многу генерации на млади сте виделе, реков и оние миленијал и овие сега генерација Z и кој знае какви генерации ќе дојдат. Партиите се фалеа често пати со тоа, нова трета генерација на политичари, трета па четврта ќе дојде ваму таму. Младите се тие кои што виднина ќе бидат носители на одлуки. Гледате ли вие во она што се случува во развојот и навиките на младите со годините, некој капацитет на вистина да дојде генерација, бидејќи тие ќе бидат политичари носители, но да дојде генерација која што поинаку ќе ги постави работите. Треба да извојуваат битката со начинот на кој се водат политики во држава и на кој се води државата. Тие млади, гледате ли дека евентуално виднина би добиле некои структури кои што ќе размислуваат поинаку од она што сега се размислува, што се покажа на Македонија не и носи некој напредок, за жал? Многу тешко прашање, искрено кажано. Кога би размислувал со умот на Тијана, да. Значи, може. Значи, целата матрица што ја имаат и самите партии би ја смениле. Меѓутоа, каква е во сегашни услови ситуацијата, мислам дека многу тешко е да се променат партиите, многу тешко е да внесат нови кадри кои што ќе променат нешто. Затоа што знаеме дека секој пат и оние млади кои што членуваат во партиите веќе ги слушаат повозрастните. Односно, како што кажав, таа матрица не им се менува. Бошко многу убаво кажа. Идеологијата е изгубена. Доколку би било идеолошки, доколку самите млади би учествувале во политичкиот систем, во креирањето на политиките во државата, тогаш ќе се смени. Но да им се допушти на младите, а не... Значи, и трета и четврта генерација политичари брзо ги претвораат во првата. Да, ги претвораат. Едноставно кажано, да, ги претвораат. За жал. Но добро, за жал. Како да размислуваат младите во ваква ситуација? Што е она што да си бидат свој, да си бидат свој. Многу пати ја злоупотребив Тијана. Значи, во смисла, да, си го сакам своето, си имам свое сопствено размислување и победувам со своето сопствено размислување. Барем тоа јас и во наставата сум го видел. Значи, победува оној кој што има свој став, своја матрица. Како што велиме, на младите останува светот, ама да им го ставиме на вистина. Ама да им го оставиме, точно. Да им го оставиме. Ви благодарам за гостувањето во нашата соба за дискусија. Се надевам дека ќе имаме прилика во иднина да говориме и дека ќе се оствари нешто од тоа што го посакуваме за да биде подобро. Младите да не се претворат во она што било порано и не се покажало добро за држава. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Тоа беше се во нашето издание на Соба за дискусија, кој што реков, ја снимивме во Гевгелија и се обидуваме да говориме за перспективите на младите. Треба многу да се говори и треба да им се остави светот на вистина, бидејќи тие се тие кои што во иднина ќе живеат во него и тие ќе создаваат подобри услови за оние кои што и по нив ќе дојдат.